9 часот и 13 минути. Ве поздравувам во овој дел од емисијата. Се надам дека уживате уште од 6:45 заедно со нас и дека ќе останете во продолжение, ќе си го пиете вашето прво или можеби веќе второ утринско кафе, ќе си појадувате заедно со нас и ќе ги слушнете сите разговори кои што ни следуваат во продолжение. Но најпрво да си ја поздравам мојата драга колешка Вера Мештировиќ ова утро заедно со мене. Верче, добро утро. Како си? Добро утро, ти благодарам. Добро утро за тебе и еве драго ми е што заеднички ја започнуваме и оваа работна недела. Почитуваме, не ве поздравувам и секако ги поздравувам сите оние кои што денеска го празнуваат празникот Света Петка Петковден. Тоа е еден голем христијански празник, зимски Петковден со кој што ни започнува циклусот на прославување на зимските слави, така да честито е за многу години и убаво да си поминете денеска. Верувам дека и во овој дел по 9 часот со оние гости кои што ги имаме денеска ќе го задржиме вашето внимание и дека со интерес ќе го проследите сето она кое што имаме да позборуваме со нив, но сите како што е редот да ги поздравиме уште еднаш. Така да им посакаме топло добре дојде на најпрви на Зоран Леонтич, кој што е веднаш до мене. Тој е национален селектор и развоен координатор на македонската пикелбол репрезентација. Добро утро и добре ни дојдов. Добро утро, поздрав голем до вашите гледачи. И мило ми е што не поканивте да објасниме малце повеќе за пикелболот. Така, имате веќе сериозни настапи, така ќе кажам, а јавноста верувам дека се уште и не знае што значи овој спорт, па многу повеќе ќе објасниме во продолжение. Ве благодарам за прифатена покана на последниот ден кој што сте во Македонија, веќе утре заминувате. Веднаш до вас единствена дама во ова друштво помеѓу гостите ни е Ангела Анастасова Спиреска, која што е физиотерапевт. Добро утро и за тебе и добро утро. Многу ми е мило што ме поканивте на ова програма. Се надевам нешто повеќе би дознала за лимфната дренажа. Точно. Ти благодариме многу и на тебе за прифатената покана и верувам дека ќе уживаш во ова друштво. И веднаш до тебе ни е Илија Карадаковски, кој што е професионален танчер. Добро утро и за тебе и добро ни дојде. Добро утро, Цеце, ви благодарам за поканата. Прв пат сум во вашата емисија и многу ми е мило да се видиме, да поразговараме и мислам дека имаме и заеднички теми за разговор. Имате точно, да. Долго го договараме твоето гостување, никако да се договориме да ни дојдеш во студиото, но драго ми е што конечно те имаме, а се надевам дека следниот пат ќе успеш да ни обезбедиш и танчер и малку повеќе да подкренеме атмосферата во студиото, може би нешто пред Нова година. Да си најавиш што тега водители малку да може јас таман бев подготвена Иле, но ништо. Рече дека денеска особено ти, Цеце, мислам дека ти од танците. Цеце како бивша танчерка, професионална, нели? Па, не знам колку професионална, ама да, сепак ти благодарам многу повеќе и со тебе ќе зборуваме за сето она кое што ти го правиш и во Eat the Beat студиото и во кабарето во Битола, она што го правеше претходно и можеби нешто ново ќе ни откриеш во Здраво Македонија. Најпрво сакам да ме прашам како ви почнуваат утрата, имате ли некој утрински ритуал? Па, дефинитивно имаме ритуал на загревање на денот, поставување на задачи и колку се изводиме. На разбудување, да. Во овие веќе тумурни денови. Баш така. И стартуваме релативно рано со врските, бркање на денот со врските, обично успеваме 70-80% да покриеме од зададените задачи, меѓутоа секогаш нешто ќе пропуштиме, па ќе остане за нареден ден, така да секогаш имаме едно планирање, утринско планирање. Значи имате напорни утра, работни. Така некаква. Да, Ангела? Па да, секако утро да секоја ни почнува рано, знаете со пациенти, со како терапевти работиме, дали со физиотерапија или со нешто повеќе моментално со лимфните дренажи. Генерално работни утра. Иле? Утрото е бурно секој ден, поготово кога имаш 4 годишно дете и треба да го разбудиш во градинка и утрото ни почнува со танц. Се молиме да станеме, да се однесеме во градинка и да почне денот. Така да не треба ни кафе, не треба ништо. Веднаш има кревање на адреналин. Значи денес си станат, расунет, разборуван, веќе ти е добар ден. Да, веќе од 6 часот веќе ми е второ кафе. Добро. Зоран, ќе започнеме со вас. Рековме најпрво да објасниме што значи пикелбол спортот. Па пред да започнам со објаснување за пикелболот, би сакал да напомнам дека пикелбол е буквално спорт за секого. Многу лесно применлив, многу лесно се учи, за разлика од другите спортови кои што малце повеќе трае тој процес на едукација и на автоматизација. Во пикелболот буквално со саат или два присуство на теренски терен спортистите успеваат или кандидатите успеваат да се стекнат со некое базично знаење кој што понатаму им овозможува да го практикуваат спортот. Тоа е многу карактеристично и специфично за овој спорт, многу лесно применлив. Пикелболот во Македонија од 2024 е присутен, значи како официјална асоциација. Ние се бавиме со пикелот малце подолго, значи јас сум во Германија присутен
многу поодамна со пиклболот од 2021 и таму сум воедно присутен како едукатор на тренери и токму затоа тоа искуство од Германија се обидувам да го носам тука, да го пренесам. Пиклболот представува мешавина на спорт од повеќе спортови, значи од тенис, пинг-понг, бадминтон, па и до некаде сквош, и е избалансиран да не биде претежок, да не биде со преголеми терени, да не биде со преголеми палки, едноставно многу едноставен. Палката за пиклбол. Тоа ќе речев да ни покажете. Значи како изгледа. Верче може да се играте веќе најдалеку. Одно сме раздалечени таму. Топката е малце специфична, не секојдневна, значи е пластична со 40 дупки, значи кои што се дават убав баланс. Теренот е димензијата е 13 метри должина, 6 метри ширина, така да тоа се некои основни карактеристики на спортот. И многу е лесно применен. Значи она што е буквално слоган од спорт за секого е буквално во пракса се применува тој слоган, спорт за секого. Кои се најчестите прашања кои што ги добивате од случајни минувачи од луѓе кои што не се запознани воопшто со овој спорт? Често имаат се прави забуна помеѓу паделот и пиклбол, значи тука малце треба да се направи разлика. Повторно се работи за рекетен спорт и падел и пиклбол, меѓутоа за разлика од паделот, пиклбол се игра директно преку мрежа. Паделот значи има веројатност од зидови од спунтови да се игра, така да тоа е малце карактеристично за паделот. Пиклболот, она што е карактеристично е дека поен може да освои само нешто сервира. Нешто како старите правила на одбојката. Може да настане промена на тоа правило, меѓутоа сега се уште важи правилото. Само оној што сервира има право да добие поен. Во спротивно само се пренесува. Значи оној што сервира максимално треба да користи своите сервиси за да баш така. Добро, Ангела, можеме да продолжиме со тебе. Често кога ја спомнуваме лимфната дренажа, но мислам дека всушност и не знаеме толку многу. Па ајде на нашите гледачи да им објасниме најнапред што е всушност таа лимфна дренажа, што значи? Вака сега, значи прво што е лимфниот систем? Значи лимфниот систем е има важна улога во човековото тело, или почесто да ги изфрли сите тие токсини што не ни се потребни, да исчисти сето тоа што ни е непотребно и конкретно лимфната дренажа или најчесто масажа е нешна техника на масажа каде што ние како терапевти употребуваме разни ритмички движења полесно да се ослободиме од тие отровни токсични материи, бидејќи нели тука лимфниот систем не функционира како што треба, зашто и како понатаму би се објаснило тоа. И, например, на тој начин ние некако ги изфрлуваме токсичните материи заедно со низ лимфниот систем. Така, значи, постојат одредени точки на телото со таа масажа, која што вие како нели физиотерапевти со масажа ги третирате за да го раздвижите лимфниот систем и со таа лимфна масажа се направи тоа. Кои се, да речеме, тие точки на телото каде што треба за да масажата биде успешна? Дали се верувам дека на пазарот има многу и кои што се обидуваат, но некако нема резултати и дали навистина е важно со каква техника се применува нели лимфната масажа за да има ефект? Вака сега воопшто, значи ние како терапевти лимфни јазли, некои поглавни низ целото телото и ние распространет лимфен систем, лимфни јазли што се поглавни да ги кажам, се нели под пазовите, ингвиналната регија од препонета, конкретно абдоминалната регија, колената, воопшто секаде каде што имаме зглобни површини. Сега тие дали лимфни јазли се отстранети или пак се подвредени или се пренесени на друго место, зависи нели типот на тој дел каде што ќе биде отстранет, колку имаме оток во него, на кој начин нели ќе се извади понатамо. И нели прво тие здрави, конкретни главни лимфни јазли треба да се активираат за да може нели со масажни техники течноста да се изфрли преку нив. Така, дали лимфниот систем едноставно затајува кога има особено некој здравствен проблем пациентот? Па конкретно, значи здравствен проблем не е сега само да збориме дека е за здравствен проблем, може нели и освен што е естетско и здравствено проблем да би го рекла. Сега конкретно нели најчесто користиме тука кога имаме пациенти нели со да кажеме октомври дека е месец нели за ракот на дојката. Пациентки кои што имаат отстрането града, сите онколошки воопшто заболувања, отстранет делот нели кои што е лимфните жлези што се отстранети,
Најчесто се користи дренажата и како постоперационен третман за побрзо да закрепне организмот понатаму после операцијата. Може исто така кај различни мускулно-скелетни заболувања или поскршеница, повреда или при спортски повреди, сега да се избандажира тој дел со натака ќе објаснувам со компресивни бандажи и може да се функционираме понатаму. Масажата како масажа е многу битна, бидејќи на човекот на нас ни овозможува да се ослободиме од тие течности, ни овозможува да се чувствуваме полесно, кожата на некој начин се прочистува. Тоа би го кажала. И се прават тие задршки? Тие задршки најчесто може да се прават после бременост, нозете на жената после бременост од кога ќе се породи, се доста тешки, отекуваат, исто така, како би кажала сега друга. Се прават некои како отоци? Да, отоци. Сега тие отоци... Хормоните тука доста влијат? Да, хормонални пораметувања исто така. И сега најчесто во превентива 99 обрнуваме посебно внимание кај онколошките заболувања, или каде што е ракот присутен, може да се третира додека уште е активен процесот, понатамо, додека се прима радиотерапија и понатаму. Сега многу е битно да би го кажала тоа дека пациентите ќе нас доаѓаат доста покасно од кога ќе настане сето тој процес. Или од кога ќе се направи таа операција за отстранување на ракот, конкретно ако збориме, сега од кога тие ќе дојдат покасно ќе нас се соочуваме например со доста фибрози, тоа се згрчување на мускулите кои доста тешко би се обработиле понатамо. Значи кога е вистинското време да се дојде? Кога би осетиле пациентите огромна болка, потешкоти или за воопшто да се движи некој екстремитет, болка, сјајна кожа би исто така кажала и едноставно кога самите од себе ќе видат дека малку има промена во екстремитетите, бидејќи не секој екстремитет е ист, ама ако гледаат промена која што на пример е доста видлива за нас. Така. И мислам дека тука може Илија да се надоврзе, мислам, да, секако, бидејќи не секогаш ние го гледаме финалниот резултат кога вие ќе направите кореографија за танцирите и колку тие совршено изгледаат, но верувам дека има сериозна подготовка за тоа и вие како инструктори многу се грижите за целокупното здравје на Така е, танцот пред се, уште од најмали нозе, е психофизички развој на децата и тоа многу луѓе го гледаат многу површно, односно како хоби или ќе го пратам детето да поигра, да пијам кафе, тоа има многу големи бенефиции и придобивки од танцот. Уште од најмали нозе, во денешно време самите знаеме со социјални мрежи, телефони, таблети, телевизија, многу сериозни проблеми се јавуваат во психофизичкиот развој кај децата, така да погрешното седење каде што доаѓа до искривување на кичмата. Токму така, затоа ние вака исправаме. Да, сега кажа Вера со погрешно седење, дали веднаш се подисправиме. Сите малку корекција. Така да има премногу придобивки што се добри за детето и за самиот раст. Од друга страна, како што напоменав, поради недоволно социализација помеѓу децата во денешно време, таа тимска игра, градење на надпреварувачки дух и заедничка работа и соработка и дружење едноставно на децата. Чувството на припадност. Токму така е една од најважните ставки кои ние ги потенцираме и ги форсираме кај децата, бидејќи тоа ќе им носи многу придобивки во текот на целиот живот, а вака се повеќе се затвараат во себе и се повеќе проблеми се јавуваат и тоа сакаме да го елиминираме што повеќе можеме. Да, и да бит одамна не е само студио, туку и бренд. Затоа сакам да те прашам кога свати дека е нешто поголемо од сала со огледало? Вака сега ние брендот го прават луѓето, односно тие што се во него, значи името е само име, она што ќе донесе резултат и што ќе направиме, ќе оставиме трајна вредност, тоа е она што е важно во било која институција, во било кој спорт, во било кој бренд. Ние освен што работиме танц со деца и со возрастни од повеќе дисциплини, работиме и корпоративни настани, односно надворешни проекти и организација на надпревари до лани, така да тоа се така поврзано да можеме да придонесеме, да возможиме на тие што сакаат понатаму да продолжат да
да се бават со танц и да видат, односно професионално да се бават со танц, значи да им биде тоа животна определба и да заработуваат и да живеат од тоа. Тоа ни е целта после, односно децата кога ќе наполнат 18 години понатаму да можат да го видат потенцијалот и нивните родители да го видат потенцијалот дека може да се заработува, нели, дека не е тоа само хоби кое аматерски. Така, дека не е само аматерски. Може да биде професија. Колку во Македонија на вистина може да се заработува од танцот и колку танцот може да биде вистинска професија? Моментално ние како го напоменав дека работиме повеќе проекти, односно она што би рекол дека сме едни од ретките во моментот кој нудиме кабаре, односно кабарето во Битола Голд Фелиција е платформа која нуди на танчерите да имаат секоја недела, односно на неделно ниво да имаат загарантиран настап, да покажат својата креативност, да изведат нешто ново, не само за танчери, нормално и за пејачи. Така да тоа е нешто што трае веќе 4 години во Битола. Се наде, ако доколку не сте биле, ве поканувам да дојдете да го... Јас сум била. Вирче била и за мене. Но јас ќе дојдам. Ќе дојдам. На вистина веќе немам изговори. Време, да. Голд Фелиција е нешто што кај нас се уште е ексклузива и трае веќе 4 години. Секој викенд, петок и сабота во Голд Фелиција, 4 часовно шоу. Нема да го откривам премногу. Ќе видите танц, пеење, музика. И да го откриваш навистина посебно доживување кое што само при посета се доживува. Таму сме најдобрите од најдобрите во својата бранша, во својата уметност и вреди да се види. Да, јас ќе се вратам повторно на Eat the Beat. Што е што сакаш да го почувствува секој кој што ќе влезе во студиото пред да научи било каков чекор? Она што сакам да го почувствува е да се осеќа да се чувствува како дома. Да се чувствува дека е во своја фамилија, дека тука сме сите еден за друг, дека се поддржуваме, да не се осеќа како тугинец, него дека влегува во нешто што целта е иста, да дружбата е заедничка и дека одиме напред заедно. Да, одлично. Се надам дека после ова гостување ќе пробудиме интерес кај многу дечиња и возрастни луѓе кои што можеби досега се срамеле да танцуваат, да се јават токму кај професионалеци да почнат да се занимаваат со тоа. Се надевам. Да. Зоран, ќе продолжиме со вас. Македонската пикелбол репрезентација неодамна се врати од Европското првенство во Рим. Какво беше искуството таму и за вас како национален селектор, но и за тимот? Искуството беше неповторливо, значи прво учество на македонската пикелбол репрезентација и тоа беше за нас малце изненадување што успеавме воопшто да се квалификуваме и да влеземе на Европското првенство. До последен момент беше малце неизвестно дали ќе успееме, нема да успееме организационо. Во април успеавме да со многу големи притисоци, со многу големи лобирања да влеземе, да не примат. И од април бевме ангажирани во создавање на репрезентација и подготовка на условите за учество на репрезентацијата. Кои беа условите? Верувам ги исполнивте сите што се појавите таму. Пред се, значи беа да имаме минимум 12 играчи, значи повеќе возрастни категории беа, отворена категорија 50+, поединечна категорија во игра во двојки и миксдово. И оно што беше многу важно да се запазат многу јаки критериуми, значи за играчко ниво, структура во Македонија во однос на пикебол терените. Со други збори беа многу загрижени дали ние ќе го исполниме минимум критериумот за квалитет, затоа што они се грижеа да бидат нели со нивото да биде соодветно. Да се задржи така. Да се задржи, успеавме во тоа во краток период, значи направивме многу големи напори, добивме поддршка голема од Министерството за спорт, голема благодарност. Општина Карпус исто така ни помогна многу со инфраструктура, така да покажа македонските институции дека која има потреба знаат да помогнат и тоа за мене беше големо изненадување, значи стварно големо изненадување. Можеби поддршката беше символична, меѓутоа многу за нас беше многу значајна дека некој стои позади нас и дека дека државата стои позади така. вас. И тоа многу, мислам, можеби не ги задоволи сите потреби, меѓутоа за нас беше многу важно дека на нашите барања некој се одзва и некој застана за сето тоа. Да. Рим како Рим беше многу голем настан, значи беше на Форо Италико, 30 земји со нас беа учесници, преку 506 учесници. Отварањето беше спектакуларно, децата, мислам, сите наши репрезентативци беа фасцинирани од настапот. Она што беше многу важно за нас да стекнеме искуство,
Групната фаза не успеавме да поминеме, меѓутоа мечевите беа многу квалитетни, на високо ниво и сето тоа искуство само беше мотив повеќе за понатамо да го развиваме пикелболот во Македонија. Да, секако ако се вратиме малку назад, како започна приказната на пикелболот во Македонија? Вие ја донесовте? Пикелболот во Македонија почна од 2014, неофицијално. Една форма на пикелбол која што не беше официјална, значи ние организирајќи мултиспорт кампови во Македонија и надвор, баравме цело време дополнителни спортови. Значи покрај тенисот воведувавме кошарка и пинг-понг и бадминтон и сето тоа. И во еден момент се случи еден момент каде што на тениски терен успеавме да импровизираме еден вид на пикелбол со буквално со палки за игра на плажа, со меки топки, тоа бе импровизирано. Да. И тука започна идејата. Во Германија 2021 кога се вклучи во целата таа приказка, значи ги увидовме предностите на пикелболот во однос на другите спортови и тука се вклучивме директно со инволвирање и резултатите се, значи учество на Европско првенство после на година екзистирање, тоа е огромен успех. Дури имавме малку, значи имавме малци ситуации каде што се споредувавме со боб тимот на Јамајка на Олимписките игри. Буквално немавме терени, учествувавме на Европско првенство и импровизиравме терени. Да, но одлично, сепак имате сериозен успех позади вас за нешто што се случува од многу скоро и успеавте дури да отидете на Европско првенство и да ги исполните сите услови како што кажавте и да бидете на ниво како што побарале од вас. Ангела, може да продолжиме со тебе, кои се најчестите прашања кога станува збор за лимфната дренажа и кои се најголемите митови на оваа тема? Најчесто митовите ви ги кажала прво е дека тоа е масажа обична, но сепак не е обична масажа. Естетски да се работи или помага највеќе при липосукција, повеќе ке хируршките третмани. Да, она што го споменавме пред. Митот најчесто би кажала дека еве со еден третман дека магично се ќе исчезне. Аха, добро. Ние сите така сакаме со еден третман се да помине. И тоа со една. Да, и со една, да. При добивки најчесто би го кажала тоа дека поддржуваме тука највеќе имунолошки систем, намалуваме ја и намалуваме задршката на течности, сјајна кожа, олеснување на пациентите, нели се намалува чувството на болка, намалување на стресот и нели самото тело се чувствува многу поубаво после секоја лимфна дренажа, односно масажа. Добро, а за превенција исто така нели секогаш се користи, зашто најчесто и во кој момент треба да се обратиме без да почувствуваме нели некаква здравствена непријатност? Здравствена непријатност. Вака, конкретно ви кажала, сепак, нели, обично сите пациенти знаат после секоја операција дека после воопшто операцијата како што треба да се направи некој третман, сега дали тој третман е за лимфна дренажа или што и да е понатамо, тоа нели се прават консултации со докторите, како и да е, моментот за лимфна дренажа кажав овдака и за после спортските повреди, нели најчесто, јас на пациентите сепак им наговестувам дека они треба после секоја масажа, кога ќе се аплицираат бандажите, да се движат што повеќе што можат, бидејќи така нели го активираме побрзо лимфниот систем. Што друго би кажала? За одржувањето на здрав лимфен систем, еве физичката активност да биде некој животен стил корисно? Да, тоа највеќе би го препорачала. Бидејќи ние сами како што се движиме, или има некои пациенти што не можат да се движат, збораме по возрастната популација. Тогаш те би требале почесто да практикуваат вакви некој масаж. Да, е сега после секоја нели повреда организмот на некој начин кажува што се случува и понатаму нели со отоците, завоите, тие нели се активира, побрзо се активира лимфниот систем, не само со масажата, туку они сами го активираат како лимфна помпа пациентите што повеќе се во движење или вежбаат. Така. Еве вие како танчери, кога да речеме имате се подготвувате за надпревари, тогаш верувам дека и малку повеќе поинтензивни се оние часови кои што ги поминувате во салата. Па се знае малку повеќе да и болат нозе, да отекуваат. Да, тоа е многу нормално, особено кај танцот зглобовите рамења.
и колена страдаат многу, да, и нормално после секоја спортска и физичка активност, како што кажа, извини, Ангела. како што кажа Ангела, значи добро е да се врати во правобитна положба. Јас така го кажувам тоа по аматерски, во правобитна положба да го вратиме телото со соодветна масажа. И советувате ли вие на вашите членови да го практикуваат? Да, нормално не на зависи од возраста, на повозрастните, сега кај децата нормално регенерацијата на телото е толку брзо, толку е брзо, само она што го препорачуваме е чоколадно млеко. Чоколадното млеко важи за важи средство за најдобра регенерација на мускулите, така да со децата немаме проблем. Кај повозрастните проблем, особено кај нас. Ние тренерите што веќе долги години работиме, така ни треба повеќе подолго време масажа и Ангела, мислам дека не се согласувам со тебе дека после масажа треба движење, треба да се легне и да се отспие убаво. После масажа да си одмориме, па после ќе видиме. После видиме докаде сме. Така, но еве колку можеме да бидеме рамо до рамо со земите во регионот, во светот, како танчери до сега. Верувам дека сте настапиле на многу сцени. Да, ние можеме да Македонија важи како сериозен конкурент во танцото, и во латино, и во хип-хоп, и дури во перформинг арт. Значи имаме ние веќе долги години, последните 10 години имаме светски шампиони во повеќето дисциплини, така да котираме многу добро на светската сцена. Може да учат од нас. Да, иако сме прилично по-нова нација во тој свет, не сме нова зборам во латиното, има дисциплини кои многу земји со 20 на години се пред нас, но ние многу брзо учиме, многу брзо да постигнуваме, така да резултатите си го кажуваат своето. Напорна работа, тренинг, добра обука и се може, се постигнува. Да, и сега кога ги спомена веќе сите овие светски достигнувања, да кажам, Делани стоеше за светските и европските првенства во танц во Македонија како организатор. Да, еден од организаторите во Македонија сме организирале повеќе пати латино, светско првенство во латино танци, светско и европски првенства во хип-хоп, во перформинг арт, односно во балет, во модерен балет. Настаните се огромни, многу се захтевни, односно организацијата бара скоро година дена припрема претходно. И многу се скапи за организација и без соодветна поддршка од државата, од институциите, организаторот не е мокен да го издржи тоа, бидејќи треба спонзори. Да, токму така. А за жал кај нас се уште не можеме да го постигнеме тоа, барем во моето искуство, да институциите не поддржат доволно да можеме да го издржиме тој терет. Тој терет. Финансиски терет пред се. Да. Реално да, бидејќи сите тие учесници кои доаѓаат, плаќаат некоја одредена котизација за партиципација, за учество, но тоа не е доволно за да се покријат сите трошоци кои следат. Да. Така да за сега малку ќе одмориме ние како и да бит во организација на настани. Но ќе ги подготвувате танчирите за сите тие првенства. Се посветуваме на тоа, на учеството. На кореографијата. Да, но бидејќи Зоран добил поддршка во неговиот спорт, може да ви даде некои совети за лобирање. Само упорност. Поддршката ја има, но не е доволно тоа. Не зборуваме дека нема воопшто. Но може би се дава приоритет на некој друг. Да, она што е потребно, се уште мислам дека не се спремни да го постигнат тоа, да на тоа ниво не поддржат, за да можеме да го организираме, бидејќи не знам колку гледачите и слушателите не ја разбираат опсегот на тој надпревар, бидејќи 15.000 странци доаѓаат и се овде 10 дена. Збориме за сериозна бројка, само 5.000 се надпреварувачи во... И се надпреваруваат тука од 7 до 10 дена. Сите хотели во Скопје се букирани, сите апартмани, сите за издавање, ме разбирате, градот е препол. Капацитетите се,
Да, се преполни, значи не е настан кој трае еден ден и има 100 до 200 допреварувачи, него збориме за 30 на 35-40 земји од цел свет. Да, ако не се лажам, треба да се земе лиценца за таков тип на организација и секоја чест што Македонија го има и навистина се надам дека државата ќе има уште повеќе слухи, ќе одвои уште повеќе средства за вакво нешто за да се представиме ние во најдобро светло на крајот од денот. Токму така, ние представуваме државата, бидејќи кога ги организираме тие настани, да самата организација, значи сите гости ги третираме на начин што нашата традиција, односно традиционална македонска кујна, знаменитости, се грижиме се да погледнат да ја видат во право светло Македонија, нормално, не само да се затвора во сала 10 дена, да изиграат и да си заминат. А се заминат тука туризмот има голема корист. Токму така. Толку луѓе да дојдат да посетат, да видат, па да си купат некои сувенири, сето тоа има и економска корист за сите, така да е убаво. Да. Зоран, ќе продолжиме со вас, имаме уште малку време до рекламите. Морам да прашам кои се клучните луѓе и моменти што ја дефинираа македонската пикебол приказна, бидејќи станува збори за јавни личности? Значи, пред се, токму така, пред се голема благодарност до Никола Перевски нокаут, кој што од април оваа година се вклучи во нашата пикебол асоциација како пикебол национален амбасадор и он придонесе за наша промоција и за напредот на пикеболот во Македонија, значи со голем успех го направивме сето тоа и стварно голема благодарност до него. И воедно он беше учесник на европското првенство како играч и од меч во меч напредуваше и како страствен љубител на пикеболот. Успеа не само како пикебол амбасадор, туку и како играч да се инволвира во сето тоа. Се надам дека ќе имаме можност понатаму и заедно да гостуваме и он да ви објасни и да ви сподели. Но го очекуваме да ни дојде во здраво Македонија. Да, требаше викендов да учествува на тренерскиот курс за пикебол ментори, се извини поради големите обрски, меѓутоа место него. Други, значи исто морам да го спомнам Александар Качев, кој што исто така е подпредседател и он е исто, значи основач на пикебол асоциацијата. И со неговата правна поддршка ние сме толку сигурни дека не правиме никакви грешки и стварно сме му многу благодарни. Дека се е регуларно. Да, значи све е регуларно и Аритон Живеировски кој што исто така е водител на Степ Академи, он е значи задолжен за развој на клубскиот пикебол во Македонија и се надам дека имаме солиден тим кој што ќе го развива пикеболот во Македонија. И уште една работа, националниот тим да не го заборавиме, значи морам да ги спомнам сите поред, Ирина Тодоровска, Веселинка Локвенец во женска конкуренција настапува на европското, Ален Стефановски, Никола Перевски, Кирил Стотировски, Боро Варошлија, Горан Степчевски, јас учествував и Јане Стојчевски како национален тренер и играч, значи ја представувавме Македонија на европското првенство. Да ги споменаме тика сите да не се навреди никој. Но не споменавме како може некој да почне со пикебол во Македонија. Постојат ли клубови кај нас? Постојат клубови или повеќе еден вид на здружење или заедници кои што го развиваат пикеболот. Значи пошто сме во почетна фаза, имаме 3 или 4 локации или клубови кои што можат луѓето да се пријават да играат. Едната од локацијата е во Александар Палас хотелот, таму е Степ Академија лоцирана. Во Ѓорче Петров има локација, во Чаир. Ние од август овој месец оформивме национален тренинг центар каде што покрај подготовката на националниот тим се бавиме и со обука на тренери, ментори и воедно развој на, тоест промовирање на пикеболот за пошироката јавност. Така да секој што е заинтересиран може да најде на социјалните мрежи многу едноставно преку Macedonian Pickleball или Pickleball Association и едноставно може да ни сконтактира и да се пријави. Да. Ние ќе ги споделиме информациите за локалните места кај што може или ако сакате од централното во централниот тренинг центар да се пријават, отворено е. Обучуваме тренери, ментори, има огромен интерес, значи веќе 3-4 курса завршивме за обука на пикебол ментори, тоа иде фантастично добро. Пред 2 дена завршивме со пикебол ментори курсот, имавме преку 8-9 пријавени, значи кои што го положија курсот. Вчера започнавме со напредни тренери. Браво. Таман на време ни дојдовте. Возраста? Возраста, значи за пикебол менторите, за тренери е од 15 нагоре. Значи нема горно ограничување за играчите. Значи ние промовираме дека пикебол може да се започне да се игра и од 6 и од 7 години. Значи буквално е лесно применлив.
за координацијата, координационо не представа проблем да се вклучи секој да игра, опремата е лесна, пристапна, ние обезбедуваме опрема за сите заинтересирани, не треба да се грижат дали имаат опрема или не, значи во целост е обезбедена. Тоа е исто многу важно. И најважно е тоа, пошто се уште не е лесно пристапно опремата, и што е многу важно, ризикот за повреди е сведен скоро на нула. Значи, многу малку ризичен спорт за повреди. Тоа е она што нема оптеретување на колена, на мускули, димензијата на теренот е релативно мала, нема премногу експлозивни движења, повеќе на реакција сведен, така да тоа представа многу едноставен спорт, да применлив спорт. Да. И сега, иле ќе се префрлиме накратко на една друга тема, намерно оставив за пред рекламите со цел да не одземаме премногу време за тажни теми, но не можеме да игнорираме нешто што се случи во твојот приватен живот, а тоа е загубата која што ја доживеа твоето семејство на еден член, твојот брат, кој што трагично му заврши животот во трагедијата во Кочани. Како вие се носите со сето ова и каква порака би им упатил на сите семејства кои што беа засегнати од ова? Види, ова е трагедија од многу големи размери кај нас, што нели секој е погоден, некој повеќе, некој помалку, но реално цела држава е погодена. Оно што е најважно е тоа болката не може да помине. Времето не е леково болката, едноставно учиме да живееме со неа. Тоа е важната pouка што треба, што секој не посакуваме на како кажуваме на големиот душман, не се посакува вакво нешто, но треба да научиме да се носиме со тоа. И најважно е да научат една лекција, да се научи многу голема лекција од сите сфери, и институциите, и граѓаните, да не се повтори вакво нешто, значи да не биде залудна таа смрт на сите тие невини деца таму, да се воведе системот како што треба, да се функционира како што треба, да ги почитуваме правилата и прописите, за да не дојде до вакво нешто. Да. Тоа би сакал да кажам само, но борбата е голема, најважно е да научиме да се носиме со тоа и да живееме со тоа, бидејќи нема назад тоа е. Да. Ти благодарам многу, не би сакала да навлегувам премногу во приватните работи и да те растажам, нека заврши туку убава порака да го водиме позитивно. Апсолутно. Затоа тука ќе направиме една кратка пауза за реклами, а веднаш потоа се враќаме во студиото.